Дуќанчи на 18 објекти од мини-молот во Куманово веќе 4 дена се без струја. Без електрична енергија останале откако настанал проблем со канализациона мрежа во еден од становите над нив. Реагирале до надлежните служби, дефектот во мрежата бил саниран од стамбениот управител. Појаснуваа дека на средбата во ЕВН им укажале да потпишат согласност дека можеби на свој трошок ќе треба да ги менуваат броилата. Велат повеќето од нас објектите ги користиме под најам, а веќе 4 дена не работиме. Ја беше у Турско за пат за Турско и ми се јави дека има нешто вода тече од горе стан негде и снемаја струја. Викамо ги у понеделник дојдева, направива га струја, па дека тече водаше и не знаеше од куде. Па направива и пак нема струја. Од понеделник, значи, до сега никој не че ништо. Најдемо што е работа, беше закукан канал, отворимо га и сега не тече вода. Него проблемот е сега ЕВН, бемо до ЕВН и објаснимо што е работа како, они ни траже потврда. Некоја потврда дека може да дојде да они да менјаат сати, а тој потврда не че никој да ни да. Не знам и ми што да правиме. ЕВН вика едино да најде да викнете фирма што е лиценцирана, да безбеди дека може они да дојде да ги менјаат сати или едино колективно. Да се соберемо си дуќани, ама да земаме одговорноста дека ако у случај су изгорени сати, ми треба да ги платимо. А тој нема никој да зема одговорност. Ние сме најмалку криво за тој. Фактички вие сте Да, штета. ми сме штета, еве 4 дана не работимо. Нема струја, не може да работиме. Виж, не може без струја како може да работи. Има фризери, има бутици, има овие други. Еве некои исто со агрегати работи, овие Моцарт. Па кој како, највише дуќаници се затвори. Од фирмата која управува со објектот, но само со стамбените единици, а не и деловните, појаснуваа дека веднаш реагирали и одстранет дефектот со канализационата мрежа. Информиран е инспекторатот за домување кој излегол на терен. Од наша страна, иако управуваме само со еден влез од локалитетот Гарнизон, кој што освен нашиот влез ги вклучува сите други деловни простории и уште една стамбена единица управувана од друг управител, веднаш беа преземени мерки за отстранување на дефектот. Ги ангажиравме од јавното предпријатие Водовод и приватно стручно лице, кои работеа 3 дена и кои не информираа дека се работи за дефект од поголеми размери. Во меѓувреме го информиравме и надлежниот инспекторат за домување, кој излезе на лице место, изврши увид на фактичката состојба и остваривме состанок по кој добивме насоки за понатамошна постапка. Исто така доставено е барање до ЕВН писмено да одговори за процедура за повторно пуштање на струја во локалитетот. Уште еднаш нагласуваме дека се работи за дефект од поголем размер, со кој е опфатен поголем број на деловни простории со кои немаме склучено договори и не им фактурираме за нашите услуги. Велат од фирмата управител. Општинскиот инспекторат за домување наложил да се контактира собственикот на станот и да се изврши вештачење, но и деловните простории кои припаѓаат на зградата да учествуваат во наплата за тековно одржување и резервен фонд. Од ЕВН пак информираа дека во мерниот ормар има вода. За да може да се приклучат лицата повторно по мрежата, треба да ја проверат внатрешната инсталација и да обезбедат потврда дека е исправна.